Јас баш тука најдов и среќа и задоволство и се што ми треба за животот. Трендовите покажуваат дека се поголем број на млади својата иднина ја гледаат надвор од државата. Меѓутоа, има и такви млади кои се вистински пример за својата заедница, бидејќи се враќаат да живеат на село и развиваат рурални бизниси. Се започна, јас уште како мал чувавме животни дома, но 2015 година купив 5-6 овци, една крава и уште птиците што ни беа дома ги пресели во селото кај мајка ми. Се направи поголемо стадо и на овците и на кравите и мораше да направиме нова, поубава штала со нови услови. Го одбравме ова место тука, каде што се роди идејата да останеме што повеќе тука со нив со животните, а да имаме и извор за екзистенција. Изградбата на етнокомплексот Џамбулец е вистински поттик за развој на преостанатите десетина села кои натаму екзистираат во регионот на Рабетинска река. Во изминатите 5 години, кога дојдовме веќе тука со изградба и со живот, многу луѓе се освестија и веќе почнаа да размислуваат на темата да изградат викендица или да ја обноват старата куќа. Доста луѓе мотивиравме да произведуваат и пченица и пченка, да ги обработуваат нивните ливади да косат сено, бидејќи ние им помагаме на тој начин што го откупуваме нивниот производ за нашите потреби. Вистинска атракција е одржувањето на свадбени церемонии во рурална средина и целосно недопрена природа. Од одржувањето на свадбите и останатите настани голема придобивка имаат и жителите на околните села, бидејќи се ангажирани работно во самиот комплекс. За испомош, било за вокујната, било за послужување и ред други работи и за одржување, имаат предност луѓето што се по потекло од овие села, со цел барем за викенд да бидат тука присутни и после тој настан да го посетат нивниот стар дом. Луѓето од околината од градот многу добро го примија објектот и идејата да бидеме во рурална средина и да правиме еден ваков тип на свадби, бидејќи сами гледате во каква недопрена природа се наоѓаме ние.